Изванредниот клавиатурист и музичар, дебармаалецот Мики Петковски, кој за жал е подзаборавен во сегашна Македонија, е човекот кој во 70-тите години остава неизбришлив траг во македонската рок музика. Добродојдовте во новото издание на емисијата Импулси. Моето име е Марта Ивановски, а следните 60 на минути ќе ги посветиме на едно извонредно музичко остварување насловено како "Ко зна". Мики Петковски, академскиот музичар и виолончелист, а истовремено клавиатурист со карактеристичен стил, кој многумина рок поклоници на просторите на некогашната држава се сеќаваат по незаборавната композиција "Тегоба" од албумот "Црна дама" на групата Смак во периодот од 1978 до 79 во студиото на некогашното радиотелевизија Белград или РТБ го снима својот првенец насловен како "Ко зна". Албумот се реализира со помош на членовите на групите Леписол и Смак. Мики Петковски својата музичка кариера ја започнува во групата Брег, заедно со Владко Стефановски и Гарабет Тавитијан. Во студиото на Радио Скопје истата година ја снимаат темата "Катарза", која неколку години подоцна ќе се најде и на албумот "Ко зна". По една годишна соработка во 1976 година, несогласувањата кои се повеќе на личен отколку на музички план, секој од нив го продолжува својот пат.
По завршетокот на Музичката академија во класата на светски познатиот виолончелист Андреа Наваро добива покана да стане дел од групата СМАК. Во тоа време, оригиналниот член на СМАК, клавиатуристот Лазар Истовски, почнува да се работува со групата Биело дугме, а групата останува без музичар, без кој нивниот музички стил може да претрпи промени. Во ноември 1976 година го контактираат Мики Петковски, кој го одложува своето заменување во војска за да се приклучи кон групата.
Албумот Црна дама, снимен во Лондон и кој подоцна ќе стане најзначајното музичко остварување на групата Смак, концептуалните разлики помеѓу Мики Петковски и гитаристот на групата Радомир Михајлович Точак стануваат непремослива пречка што го приморува Мики Петковски да ја напусти групата кон крајот на 1977 година. S tobom svu noć, ko si opet ljubav dala i obećala svoj san. Reci mi, ko je taj s kim provodiš noć, nije ovo prvi put, niti je neko stvarno ljud, nije fair kad znam da da znam šta je to što ne voliš me, da bih znao te da tražim opravdanje za tvoj hit. Reci mi, ko je bio s tobom svu noć, nije ovo prvi put, niti je neko stvarno lud, nije fair kad znam da volim te. To znam i sama. Ko je taj, kome odlaziš ti, ko je taj, kome poklanjaš noć, ko je taj, ja to moram da znam, nije fair, ja to moram da znam, ko je taj, kome odlaziš ti, ko je taj, kome poklanjaš noć, ko je taj, ja to moram da znam, nije fair, ja to moram da znam. Hteo bih da znam šta je to što ne voliš me, da bih znao te da tražim opravdanje za tvoj hit. Reci mi, ko je bio s tobom svu noć, nije ovo prvi put, niti je neko stvarno lud, nije fair kad znam da volim te. To znaš i sama. Ko je taj, kome odlaziš ti, ko je taj, kome poklanjaš noć, ko je taj, ja to moram da
Јас сум Мики Петковски, а вие слушате само МК Македонско радио. Поздрав до сите. Пред заминување на ослужување на војниот рок со помош на членовите на групите Лепи Сол и Смак во студиото на РТБ го реализира снимањето на својот албум Првенец, Ко зна. Оригинално замислен како джез-рок албум со комплетен симфониски оркестар во позадината, кој само би допринел за остварување на музичката визија на Мики Петковски, кратко пред влегување во студиото, РТБ го откажува оркестрот со изговор дека го поминува буџетот предвиден за овој албум. Го прашавме Мики Петковски што се случуваше при подготовките за снимањето на овој албум. Албумот Ко зна, кој беше снимен 1978, значи скоро 50 години, у ПГП радио телевизија Белград. Ми е многу драго што Марти од тоа време го враќа у сегашно време сега. И голем поздрав за Марти. Сигурно би било драго да е издаден и на компакт диск. Али многу нешта се променија од тоа време до сега. Така да не дужам многу. Кој има и некој политичко мешање. Така да тоа не е само таму, туку и овде во Флорида и у Канада кај што живеа пред тоа. И за жал тоа е тоа. Сега ќе чуеме уште една тема од албумот Ко зна, насловена како Кој е управу, на која како вокалистка се појавува Гордана Ивандич, инаку сестра на некогашниот тапанар на групата Бело дугме Горан Ипе Ивандич, која подоцна ќе стане член
на групите Макадам и Мирзино Јато. Smo mi svoj provodili dan. To su uvek bile sitne svađe, nekad sam na sebe bio ljut. Čemu je sve to trebalo? I pored svega mi nismo nikad napustili taj krug. Pitam se za pored stvari, voleli smo se mi. Sledeći trak, mirno razmišljam sad. O čemu smo mi uvek pričali to? Ti si za sve uvek bila u pravu, ja sam bio taj koji gubi glavu. Čemu je sve Покрај тоа што на албумот се наоѓаат комплексни инструментални теми кои отсликуваат неговата работа, снимени се и 5 вокални теми за кои текстовите ги има напишано Алјоша Симјановски и за кои Мики Петковски вели дека сепак и покрај тоа што на прво слушање делуваат комерцијално, сепак тие се плод на неговата работа и се далеко од комерцијалните теми за кои важат домашните стандарди. Го запрашавме Мики Петковски дали албумот е вистинска слика на музиката на Мики Петковски или пак е производ на едно време. Знаењето што го поседувам е одраз на моето студирање и дипломирање на Музичката академија во Скопје, на Универзитетот Кирил и Методија, а и на Универзитетот Јорк во Торонто, каде ментор беше Оскар Пирсон.
ali сепак језгрото на моето создавање, било јас да сакам или не, е во моето родно место Скопје. По завршувањето на воениот рок, Мики Петковски се сели во Канада, каде продолжило со својата музичка кариера. Работи со канадската музичарка Алана Майлс на албумот од кој ќе излезе незиниот голем хит Black Velvet, за која таа ќе добие Греми награда. Мики Петковски во периодот од 2006 до 2008 година издава 3 соло албуми, насловени како City Settlers, Balkan и Origins, истражувајќи го светот на електронската и World Fusion музиката,
но сепак останувајќи блиску до неговите корени, користејќи елементи од македонската музика. Како последна тема од албумот Ко зна, ќе ја слушнеме за мене можеби највпечатливата тема од овој албум, насловена како Илуминација.
Со оваа тема ја завршуваме емисијата посветена на извонредното музичко остварување на Мики Петковски "Ко зна", со надеж дека ќе се појави интерес во Македонија за реиздание на овој албум, но во форма како што е оригинално замислен, со симфониски оркестар, користејќи ги можностите на новите технологии и студија, кои не беа можни во 1978 година, кога албумот е снимен. Јас сум Марти Ивановски, а ова беше емисијата Импулси на Само Макарадио.